Рачно изработените чанти од Монистри се вистински ин во последниве години. Младата Ања Поповиќ од пред 3 години почна сама рачно да изработува токму вакви чантички од Монистри. За тоа како ја доби идејата, но и каков е на процесот за да се добие на ваква чантичка, оба утро ќе да знаеме токму од неј. Ања, ќе ти посакам добро и убаво утро. Ви благодарам првенствено што ме поканиште да снимаме еден ваков прилог за мојот бренд за рачна изработка. Првенствено сакам да кажам дека Попин е дел од моето презиме, или Поп и ин, да бидеш шик, да бидеш ин во светот на модата. Првенствено идејата како ја добив, нели како секоја девојка на планетава Земја, нели е заљубена во чанти и аксесуари, па така и јас. Целиот мој живот сум креативна во различни сфери, па така и љубовта кон чантите и аксесуарите ме доведе да ги спојам креативноста и љубовта кон чантите и да изработувам едни вака рачно изработени чанти од Монистри. Почнав токму така пред 3 години да ги изработувам чантите. Процесот за изработка е доста комплициран, но со текот на времето нели само и повеќе се подобруваме. За изработка на една чанта е потребно 16 часа нон-стоп работа, без пауза. Ања, од каде се црпи инспирација? Има толку различни модели во твојата колекција. Од каде е инспирација за толку секој модел да е со толку различен и толку уникатен? Па вака, првенствено мотото на нашиот мал бизнис е тоа да бидат сите чанти custom made, односно што значи тоа? Да секоја чанта која што се изработува е буквално според желбите и потребите на еден наш клиент. Одредени модели, како например овие овдека, се изработени од мојата креативност и мојата инспирација. Буквално чантата која што вие држевте е инспирација од зајди сонце и нели на море, каде што како што заоѓа сонцето, нели имаме како светки на морето, па така и чантата беше една од инспирациите. Сите останати чанти се буквално само според желбите и потребите на клиентот. Клиентот ни кажува какви Монистри сака да бидат искористени, големината на чантата, како да изгледа чантата, што да содржи чантата. Значи секој си бира каква чанта сака да му биде уникатна, нели секако да може да си ја носи за различни пригоди. Каков е целиот процес на изработка? Што сочинува? Па вака, првенствено користиме различни видови на Монистри. Едните се кристални камења, а другите се пластични Монистри. Во целиот процес се користи и конец, односно рибин конец, кој што издржува до 200 кг јачина на тегнење, со тоа што ние во текот на процесот на плетење користиме повеќе од конецот за да ги направиме уште по издржливи чантите. Да, овие чанти се буквално за секоја возраст, не познаваат нели граници, односно буквално за сите дами, жени кои што сакаат да изгледаат нели уникатно, но колку се дава Ања поддршка на младите креативци кај нас, колку имаат каде да се покажат и да ги пласираат нели своите изработки? Па вака, мислам дека на почетокот пред неколку години тоа не беше некако во голем замав, рачната изработка не беше толку многу поддржана, но како дојде короната, мислам за нас како креативци. Да, короната буквално многу луѓе си најдоа нели во короната и простор за да си смислат и свое хоби, многу луѓе почнаа нели со рачни изработки во тој период кога сите нели бевме затворени дома, еве една некоја добра работа нели од короната која што произлезе, но како планираш еве ти понатаму да се развива приказната на Попин? Па имаме
огромни планови за Попин. Првенствено би ги поделила на краткорочни и долгорочни. Краткорочни имаме сега некои базари кои што ќе се одвиваат во за краток временски период. Исто така имаме и некои фотосесии за кои што нели ги имаме веќе испланирано и ќе се случат во брзо време, но долгорочните би сакала да кажам дека нашиот бренд ќе го зголеми обсегот на производи, нема да останат само чанти, ќе имаме различни видови на производи, но тоа би сакала да остане некоја мала наша тајна и тоа може да го следите на нашиот Инстаграм и Фејсбук профил, па ќе бидете благовремено известени. Ања пред 3 години сама започна нели со оваа изработка, но ти помага ли некој во целиот процес на изработка? Кој ти ја дава па и поддршката за да бидеш понатаму да обстоиш и нели да продолжиш понатаму да ја развиваш приказната? Вака, баш како што кажавте, на почетокот почнав исклучиво сама. Сакав само да направам за себе една чанта и мислев дека тоа ќе биде тоа, но сепак реакциите од моите најблиски пријатели, фамилија и роднини беше фасцинантна и реков као да, може, секако ќе продолжам со ова. На почетокот бев исклучиво сама ги изработувам нели чантите, но во целиот тој процес на изработка, на набавки и достава на чантите ми помагаат многу мојата фамилија и пријатели. Поддршката од сите нив е огромна и за мене е нешто што навистина секој еден треба да го доживее. Да, во сабота учествуваш и на еден базар кој што ќе се случува тука во Скопје. Да, сакам да најавам дека во сабота на 31 август во 12 часот учествуваме на базар во Кино Карпаш, кој што се вика пикник во паркче. Би сакала да ги поканам сите да дојдат да не посетат во Кино Карпаш на пикник во паркче и да дојдат да се забавуваат и да се дружат заедно со нас и да видат што ние уствари како Попин нудиме за секоја една жена, девојка, мајка. Така, навистина, верувам дека голем број на луѓето како се воодушевени нели од овие изработки кои што се направени нели само од Монистра и Конец. Ања, ќе ти посакаме да ти се остварат твоите планови во иднина и понатаму да си продолжиш со оваа успешна приказна која што ја негуваш веќе неколку години. Ви благодарам на вистина уште еднаш кај што ме поканивте да бидам дел од вашата емисија и се надевам дека Попин ќе биде и дел од секоја една жена во Република Македонија.